Благодарам председателке, почитуван министер Тевровски, почитувани граѓани, колеги. Дозволете на почетокот да го поздравам првото присуство на министерот на работа на оваа комисија. Господине Тевровски, се познаваме долго време. Лично долго време јас лично ги познавам вашите квалитети. Студентите не ценат како одличен професор, од денес сум уверен дека македонската јавност ќе ве цени како одличен министер за финансии и човек кој што ќе води економијата во оваа држава во следниот период. Господин Тевровски, покрај другите министри ја имате најтешката задача. Имате задача да извадите нашата земја од долгогодишна агонија од економски аспект. И за тоа сите сме свесни, сите граѓани знаат дека тоа не може да се случи веднаш, односно дека тоа ќе биде еден макотрпен и сложен процес. Овој ребаланс што го предлагате е специфичен, прво затоа што предлагате ребаланс на буџет што изготвила друга влада. Ние за тие буџети, за тие ребаланси на претходната влада сме зборувале многу пати. Сме ги кажувале сите наши забелешки и според тоа истото се случи и при носењето на буџетот за 2017 година, за кој вие денес предлагате ребаланс. Буџетот за 2017 беше наречен рекордно најголем буџет од тие што го предлагаа и стварно според приходите кои што се планираше да се соберат и според трошоците, но тој за нас беше највисок нереален буџет или најмногу нереален буџет или рекордно нереален буџет. И сето тоа што го кажувавме при носењето на буџетот, со овај ребаланс се потврдува. Во смисла на реализација на приходите, односно во неможноста да се реализираат приходите во оној износ во кој биле планирани, а паралелно на тоа и неможноста да се реализираат и планираните расходи. Проекцијата е тешка работа, но минатата влада ниту еднаш не ја погоди. И не само што не ја погоди, туку во проекциите имаше огромни промашувања. Нормално, за секое промашување имаше виновник, но не би сакал денес да се враќам на тоа за нас минато свршено време. Овој ребаланс е проектиран на раст на економијата од 2,2% и според проекциите на Народна банка на Република Македонија, според Светска банка и други институции, тоа е логично зашто растот на економијата во првиот квартал бил 0%. Независно кои се причините за тоа, дали се политички или економски, тоа е факт. И според тој факт, проекциите на растот на македонската економија од 2017 година мора да биде ревидиран. Според тоа, односно заради забавената економска активност, логично е да се намалат приходите во буџетот. Новина во овој ребаланс или разлика со ребалансите што ги предлагаше минатата влада е што буџетскиот дефицит останува непроменет. Односно, колку што се планира пат на приходите, со истиот износ се намалуваат и трошоците. Што значи, ребалансот не е нов буџет, тоа е негова адаптација, при што приходите за наредниот период се сведени на реални очекувања, а буџетскиот дефицит не е зголемен, односно останува на проекцијата од 2,9%. Очигледно, намерата на владата со овој ребаланс е да се усогласат разликите од проектираното и оствареното и во приходниот и во расходниот дел, но намерата на владата е да се овозможи реализација на политиките од програмата на новата влада, што всушност представува дадени вратувања пред сите граѓани на Република Македонија, дека тие ќе бидат остварени според онаа динамика по која што биле ветено. Обично, кога се зборува за буџет, се почнува од приходите, но овој пат ќе започнам од трошоците. Кои трошоци се скрати? Воглавном, во овој буџет се скратени сите категории трошоци, освен социјалните трансфери, преку кои се исплаќаат законските права на граѓаните, како пензии, социјални надоместеци, паричен надомест за случај на невработеност и така натака. При намалувањето почитувани се принципи за елиминирање на непродуктивни расходи на владата и институциите,
нормално, како најнепродуктивни се оние кои што или најнепродуктивни се репрезентациите, економските промоции, рекламирање, намалување на проекти со намалена динамика и така натака. Во делот на намалување, кога ги спомнувам непродуктивните расходи, ќе прочитам некои износи кои се гледаат од ребалансот. Има намалување за 122 милиони денари на патните трошоци. Во врска со патните трошоци и дневниците за службени патувања, многу пати сме зборувале овде дека тие се многу високи, дека треба да бидат намалени. Јас во моментов немам информација што е досега реализирано, меѓутоа и ако станува збор за ребаланс, сепак овој износ од 122 милиони денари е сепак солиден. За 350 милиони денари се намалени трошоци за материјали и ситен инвентар. Другите тековни расходи се намалени за 258 милиони денари и сигурно овде во понатамошниот тек на дебатата на оваа комисија ќе зборуваме точно за кои, или ќе известите комисијата точно за кои други тековни расходи станува збор, затоа што, гледајќи во синтетичкото конто, немаме представа што е она во аналитика што се крати внатре од тоа конто. Најголемо кратење, кажавте, е направено кај премиерот, и тоа е уште една разлика од минатите ребаланси, затоа што скратени се 420 милиони денари, и тоа во оваа држава никогаш досега не се случило. Напротив, секогаш кога имало буџет или ребаланс, тие трошоци се зголемували. Скратени се реклами, трошоците за реклами, слушнавме од јавност дека тоа представуваат кратење на трошоците прво за рекламирање во CNN од околу 900.000 евра. Ми се чини дека не може таму повеќе да се скрати, односно имам информација дека според договорот склучен со CNN тоа е максималното можно кратење на непотребни трошоци. Во делот на зголемување на трошоци, во интерес на времето, значи ќе продолжам во делот на зголемувањето на трошоците. Зголемени се трошоците во делот на субвенционирање на минималната плата со цел истата да изнесува 12.000 денари. За минималната плата во ова собрание зборува и минатиот состав и предминатиот состав. И тоа е ветување кое што го дадовме на граѓаните, каде што се планира да се зголеми минималната плата на 12.000 денари, таа да важи за сите дејности, некако досега да не важи за текстилната, кожарската и индустријата за обувки. Значи ова во буџетот представува зголемување од околу 270 милиони денари вкупно. Второ, исто така понесувавме и закони во минатиот состав за решавање на статусот на стечајните работници, односно на онај дел од стечајните работници за кој ова прашање не им беше решено. Во годините кои што помина, зборувавме за бројка од 5.000, па се намали минатата година на 4.000 граѓани. Денес гледам дека проценката за таа бројка е околу 3.000 лица и за ова во буџетот се предвидени дополнителни 23 милиони денари. Субвенционирање на македонската радиотелевизија со укинување радиодифузна такса, исто едно од ветувањата кои што го кажавме во предизборието, исто едно од работите кои што ги напишавме во програмата на новата влада. Гледам веднаш вметнат во ребалансот на буџетот и за тоа за месеците кои што следат зголемување за 200 милиони денари. Подршка на домашниот туризам преку субвенционирање на работниците со ниски примања за 60 милиони денари или 1 милион евра, и тоа значи директна подршка на туристичките капацитети, и тоа значи дека и нашите сограѓани претежно вработени во овие индустрии кои претходно ги спомнав, ќе имаат шанса после долго време да користат и годишен одмор. Со износ од 9 милиони евра или 9 милиони евра ќе се дополнат сите активни политики и мерки за подршка на нови вработувања, и во ова пред се треба да се имаат предвид младите и да почне да се реализира ветувањето
ветувањето гаранција за млади, бидејќи и тоа влезе како дел од новата програма на новата реформска влада, што на секој млад човек државата ќе му понуди или вработување, или дошколување, или практика и тренинг, за да биде конкурентен на пазарот на труд. Овде ќе завршам со она што представува ребаланс на буџетот, меѓутоа сакам на крајот да кажам едно согледување во смисла на тоа што треба да се случува во иднина. И погледнав блок дотациите, во иднина Министерството за финансии во соработка со Министерството за образование треба да работи на изработка на нова методологија за распределба на блок дотации, затоа што ова постојана се најмногу зависи или најмногу детерминирано од број на ученици, а во новата давам моја препорака лична дека треба да вметнете други критериуми како што е квадратура на училишта или број на ученици кои патуваат и така натака, односно онај дел каде што блок дотациите зафаќаат најмногу. Имам пред мене некои податоци, порано сум ги изборувал нова комисија и според барањата на ЗЕЛС истото стои, меѓутоа Министерството уиднина мора да ги земе предвид овие барања, да го зголеми износот на блок дотации во маса, да ја смени методологијата, за да училиштата излезат од онаа криза во која што се наоѓаат подолг период. Во ребалансот видов зголемување на трошоците за извршување, и тоа е јасно, затоа што извршувањето се зголемува само тогаш кога обврските не се плаќаат на време. Зголемувањето на обврските на трошоците за извршување се во континуитет. Стопанската комора излезе со податок или со анкета, со истражување, каде што покажа дека стопанствениците најмногу се жала на член 211 или член 218, новиот член 218 од Законот за извршување, каде што има проблем со наплатата на своите побарувања, односно има проблем со тоа што основните судови според овој член или председателите на основните судови носат одлуки каде што не само дел од средствата, туку сите средства ги означуваат или ги определуваат како неопходни за вршење на дејноста, со тоа што приватните фирми не може да си ги наплатат во долг период своите средства. Вие спомнавте дека работите на утврдување на вистинскиот долг, на долгот на сите фирми, на долгот на државата спрема сите фирми. Очекувам во следниот период да излезите со тој податок, затоа што во минатот имаше многу шпекулации. Исполнавте скриените долгови. Во контекст нова имам информација или она што слушаме дека 25 милиони евра само владините институции должат за електрична енергија, 15 милиони евра за вода и џубретарина. Проценката е некаде околу 400 милиони евра. Ќе повторам уште еднаш, во најбрз можен во соработка со сите институции да го извадите податокот за обврските на државата спрема стопанството. И на крајот во врска со задолжувањето, ние овде многу пати сме зборувале за задолжувањето, за евровртниците. Зборувавме дека Македонија ќе стане и Македонија стана зависно од задолжување. И во овој дел би дал уште една препорака, дека ова задолжување не сме да прекине или не сме наеднаш да прекине. Државата мора да се задолжи во следниот период, во спротивно ќе дојде до колапс. Меѓутоа, државата или владата или Министерството за финансии во соработка со Народната банка треба да се грижи за критериумите или за начинот на задолжување, за стапките на задолжување, на трошоците за задолжување, на рочноста, на грејс периодот, да се обрне посебно внимание дали тоа треба да биде од домашни извори или од странски извори, дали задолжувањето од домашни извори значи помалку кредити или помалку средства за приватните фирми, или обратно, дали задолжувањето од домашни извори значи поттик на пазарот на пари дома. Треба да се направи добра проценка, тоа да се објави во фискалната стратегија и во извештајот за задолжувањето или извештајот за долгот. И ево го информирам овде денес дека во минатата недела во овој закон како пратеници
понесовме измена на закон каде што извештајот за долгот нема само да го разгледува собранието, туку ќе го усвојува. Ние како народни пратеници мора точно да знаеме каде се трошат парите од задолжувањето, затоа што тоа се пари од идни генерации или пари кои што треба да ги враќаат идните генерации. Овде ќе завршам, се на се, ние како партија ќе го поддржиме овој ребаланс, затоа што почнува да се врши еден вид консолидација и еден вид враќање на средствата назад кон граѓаните. Ви благодарам.